Дали појавувањето на вице-премиерот Кочо Ангјушев со кандидатот на СДСМ за градоначалник на Куманово Максим Димитриевски на промотивни настани го крши изборниот законник за одвојување на државата од партијата, додека за обајцата нема ништо спорно, експертите сметаат дека сите политичари од власта на централно и локално ниво треба да се воздржат од вакви настани, бидејќи се косат со изборните правила и се дел од забелешките во извештаите на Прибе и на ОПСЕ ОДИХР. Кривичниот совет на Оделението за организиран криминал и корупција во Основниот суд Скопје 1 го одби барањето на екс-директорот на УБК Сашо Мијалков да му бидат укинати мерките на предпазливост. Мијалков останува без пасошот и има обврска еднаш неделно да се јавува во судот. Тој е обвинет во случаите на СЈО, Таргет и Тврдина. Вчера ваква одлука Кривичниот совет на судот донесе и за лидерот на ВМРО ДПМН Груевски. Неколку големи аеродроми во светот се во целосен хаос, а илјадници патници со часови чекаат во редови откако откажаа компјутерските системи за пријавување. Патниците досега пријавиле проблеми на аеродромите Гетвик во Лондон, Шарл де Гол во Париз, Роналд Реган во Вашингтон, како и на аеродромите во Франкфурт, Сингапур и Јоханесбург. Не се исклучува можноста за хакерски напад.